Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Добро вечер. Ова е Досие Скопје. Трета епизода. Во неа ќе гледате. Скопје во 20-тите години, центар на балканскиот разврат, македонските патриоти против кралскиот режим, конзервативните дами против ноќните дами, студентски протести на филозофскиот факултет, ноќна шема по јавните куќи, црвени денови на работнички штрајкови, блудни ноќи во пивницата Маргер, српската полиција против комунистите, националистите и проститутките. 20-тиот век е век на нерешени мистерии. Каде потонала Атлантида? Каде се наоѓа Светиот Грал? Дали марсовци ја надлетуваат нашата планета? Што се случувало во Скопје по Првата светска војна? Досие Скопје вечерва ќе се обиде да даде одговор на последното од овие прашања. Имајте трпение! 20-тите години на 20-тиот век светот се опоравува од ужасите на светската војна. Париз живее со звуци на шансони и надреалистички филмови. Берлин се тресе од бучни кабареа и вртоглава инфлација. Во Москва умира Ленин и се создава советската авангарда. Во Америка прохибиција, джез и криминал. За тоа време, далеку на Балканот, еден град е расчеречен помеѓу Ориентот, барокот и модернизмот. За тоа зборуваат и следните факти. Според пописот извршен 1926 година, вкупниот број на жители во Скопје изнесува 69.269, од кои 38.392 православни, 26.270 муслимани, 1890 католици, 2567 евреи и 150 припадници на други вери. Град со 9130 куќи, 40 фабрики и работилници, околу 2000 продавници, преку 2000 занаетчиски дуќани, 18 банки, 7 конзулати, 78 пајтони, 24 автомобили, 84 велосипеди и 2 моторцикла. Држава, кралство, СХС. Скопје, јас се сеќам 23 година или 22 година од рампата. Кај мала станица што е сега, накај водно ниједна куќа не е било. Што се градеше, се направи, офицерски дом го направива. Друго немаше ништо. А, Скопје веќе имавме официрски дом. Имавме ова, што викав, ниви, бавчи, тоа како го рече. Тоа се викаше Буњаковац. Буњаковац, тоа сега. Па се викаше Дебар Мало. Дебар Мало беше дупки, песок беше. Тие се таму се овие мајстори, деварчари населени.
Затоа се вика Девалвало. На Ќушето направи еден голема куќа, само забравив како се викаше. Сега што е одма од площад на чело што извие, кај што уплаќаме спортска прогноза, апотека што има на Ќушето само. Тоа еден србин го направи. Не знам, му забравив како се викаше. Ристичева палата. Ристичева, така, Ристичева палата. Кај што е сега стоковна куќа наша, кај Метрополь што е сега, тука имаше кафана Маргер, обично тука се имаше свирачи. Тука имаше една зграда која многу ми е жал што се уништи, Мацура. Палата Мацура. А овде, кај што е сега извршен совет наш, тука беше менажерија, лафови, тигрови. Па тука беше највише, тука се одеше и за болница, исто што вика Трајче. Хигиенски завод тука беше преку рампа, мост имаше тука на скали, кај што е рампата. Тука било, Соколана преку мост. Соколаната беше сега точно кај што е, кај железен мост, понавака малце. Како да ти кажам? Кај што е црквата што е изгоре, тука беше Соколана. Кај што е адвокатеви. Кој ќе појдеш од Бит пазар, сега за некај мост, од десна страна дур близко до мост, тука беше Соколаната. Овдека до Треска, имаше фабрика макарони. Навамо капище, црквиче, беше нивината му беа. Татко ми мене ме носел, да речеме, у свое време понадри лекар до селото Долно Водно. Сега кај што е школото Кочорацин, позади. Ни една куќа немало. Кучиња, демек, не можам што да ви опишам. Во 20-тите години Скопје доживува урбанистички бум. Се отвора првиот филозофски факултет, се калдермисуваат скопските улици. На плоштадот се гради Ристичевата палата, во која се наоѓа првиот скопски лифт. На местото на Бурмани џамија започнува да се гради офицерскиот дом. Отворена е новата зграда на Скопскиот театар. Изградена е зоолошката градина и зоолошкиот музеј. Во старата чаршија е изградена првата бензинска пумпа Shell. На местото на денешната населба аеродром, отворен е и првиот аеродром во присуство на кралското семејство. Во градот се отвораат 17 нови основни училишта и неколку нови цркви. Света Петка во Црниче, Свети Архангел Михаил во Автокоманда, Свети Ѓорги во Чаир, а конечно е завршена и црквата Свети Константин и Елена. Градоначалникот и градските одборници се бираат на секои 4 години. Градската управа е преместена од утјуматот во новата зграда на општината. За здравието на скопјани се грижат хигиенскиот завод, градската амбуланта и воената болница. Организиран е општински одбор, служба за јавна безбедност, пожарна чета, чистачка колона, јавна лекарска служба, општинско градежно одделение, организација на Црвениот крст, Сдружение на скопските скаути, Сдружение на скопските жени, пејачко друштво Вардар, Сдружение на скопските соколи. Кратко речено, новата власт како да решила од ориенталното Скопје да направи нов град. Злака, одма, знаете кај било офицерски дом, нели? Па што знам, офицерски, ја не памтам кога е граден. Ќе пројдеш Камен мост од десна страна одма, тука беше џамија. Џамијата бутаат, на место на џамијата прават офицерски дом. И мајстори работа, денеска што работеле, са бајле, која ќе дојдат, се е паднат. Демек, дзидој, што дзидале, дзидој онаделе, са бајле паднато. Па дента, па ќе дзидаат, па ќе онаделе, па вечерта, па. Од тука им предлагаат, им онадујат да треба да дојде тука жртва некоја. Да се закопа некој човек тука. И што направуваат? Се сеќавам, као што сега и детето како сега ми стои пред глава, го знаев, имаше некоја голема грешка, у затвор беше, да го земат детето од затвор тука да го заколат. А татко му беше Јорганџија. И после разбравме, дели дека неговото дете го заколале тука на офицерски дом. И кога го заколујат и после почнеат да зидаат и не паѓа више. И така го изида офицерски дом. Новото време носи нови производи. Време е за малку маркетинг.
Продавницата Бата нуди кондори со еластик ѓонови, не пропуштаат влага и го чуваат вашето здравје. Скопската парна пивара им ги препорачува своите производи на скопските конзументи. Забната ординација на доктор Емил Рубен, веднаш до Камениот мост, изработува вилици од каучук по англиска мода. Богат асортиман на руско-шведски кондори и папучи марка Трапез. Хотелот Москва на улицата Крал Петар број 34 ви нуди чисти соби со елегантен мебел, природни пијалоци и брза послуга. Колонијалот Божиновиќ нуди фарбарски, молнерски, декоративни, столарски, каменорезачки и филмопишувачки материјали, пајцување, мустри, калапони и терпентини, улица Неготинска, број 8. Браќата Поповиќ сервисираат Форд возила и Фордсон трактори, продаваат Континентал, Мишелин и Фаерстоун гуми, Шел бензин, вакуум масло за мотори и телефункен радиоапарати. Да купуваме домашни производи, аеросапун за секојдневна употреба. Во 20-тите години во Скопје под закрилата на ноќта пристигнал мистериозниот хиромант и графолог Зормох и одседнал во хотелот Сплендид. Утрената сите весници објавиле оглас дека Зормох им ги нуди своите услуги на скопјаните. Ја предвидува судбината и чита од ланка секој ден од 9 до 12 и од 14 до 19 часот. Скопјани барем на видум го осудиле ова шарлатанство. По корзото, рестораните, граѓанските клубови сите го исмевале хиромантот со смешна чалма на главата. Но според сведочењето на портирот Глигор во ранните утрински часови биле забележани господјата Николета Трговецот, Хаджинацко, професорот Властимир, возицата Софија, господинот Исак Рабиновиќ, баба Васка од Дебармала, една Милка од Чаир, еден градски одборник, еден пензионер кој издава патриотски календари, две-три католички калугерки, една српска дама која се маскирала во муслиманска була, како се патуваат дискретно кон собата на хиромантот и таму се задржуваат подолго време. За ова се дознава во градот избил голем скандал и сивови угледни личности биле јавно исмејани. Арнама како траела смејата, списокот на портирот Глигора ден на ден станувал се поголем и поголем, а хиромантот Зормох заработувал се подобро и подобро. Денес после 70 и кусур години останува тајна што хиромантот Зормох им предвидел на скопјаните. Дали им кажал за војната што ги чека, за земјотресот што ќе им го одземе градот, за Кензо Танги и јапонската архитектура, за девизните резерви и бегалците кај Стенковец. Ако Зормох бил обичен шарлатан, а вал да му се парите. Што правиме ако човекот бил во право, а никој не го послушал? Во 20-тите години на 20-тиот век, Скопје ќе го понесе епитетот град на црвените светилки. Ова не значи дека во Скопје имало многу комунисти. Ова значи дека имало многу припаднички на најстариот занет на светот. Европската мода во Скопје ќе донесе кинодворани и жирадош шешери, луксузни хотели и билиард сали, грамофонски плочи и фокстрот игранки, но и многу девојки кои во нопната шема на овој град ќе најдат шанса за брза и лесна заработувачка. И додека конзервативните скопски дами протестираат против скопскиот разбрак, нивните сопрузи измислуваат 1000 причини за да киднат од дома и да блудничат со пријателките на ноките. Ваквиот обичај се задржал се до после војната, кога новите власти ги ошишеле проститутките и ги пратиле на присилна работа.
Као компензација на тоа, повојните комунисти го пошумиле водно, така да скопските блудници од борделите се преселиле меѓу грмушките на водно, за да уживаат на чист воздух и што е најважно, за џабе. Се мислише тие живот. Тога имаше многу јавни куќи во тоа време. Скопје имаше неколку јавни куќи, 5-6 можда, ја што ги знам. Многу имаш. Може, ако не претарам, може 30-40 имаш. Многу имаше. Па нарочито наше мало, сите се чудат. Имаше 3 вили, имаше Нови Сад, имаше Битола, имаше Хајдук Велко, имаше... Шо Марс беше? Таму имаше една Петроград, океан, Охридско езеро, 3 голуба. 3 вили, океан, Марс. Накај водно имаше една, не така како се висаме, све кафани. И свите тие јавните кафани имале свој пациенти. Мислам, и тие ги свакоја среда и петок ги носеле у болница на преглед со пајтони. Тога идева секој понеделник и секој четвртак. На преглед идева. Петок, субота, обавезно, пешки тога немало коли, обавезно ги носела на преглед. Кој бева сумњиви ги задржува тамо на лечење, на онако, а другите ги се враќава назад. И после кој ќе дојде, тазе ова, и после ќе патиш на кој треба. Распи. Што се беше го? Расипани жени, да ти кажам право отворено. Имаше една Дудинка, казнени завод. Упола цена. Ние го тамо тоа, у пичку може. И она е певачка у кафанот. Пее док пее, после проститутка. Они пева и горе имала соби, кај што спиева и кај што се пресоблекува и каде што работева допунско време. Само за моја генерација ние не сме иделе по тие работи, таква работа, нели? Немава потреба да ја да бркаа жени. Се имаш одредено кај идева таму и се знаеш. Постаре идева. Постара генерација, ми бевме млади тогој. Кај понапред да одиш, али да играш фудбал, али да пееш, али да одиш каде, пором не си имал време по тие работи да одиш. По тоа требаше пари да имаш па да идеш у тие кафани. Само без пари не можеш да одиш. Дали навистина било баш така? Да видиме што вели авторитетот Данило. Во оваа епизода ќе прочитам еден извадок од еден роман со наслов Чизмаши на писателот Драгослав Михаиловиќ. Во него главниот лик, наредникот, раскажува за своите војнички денови поминати во Скопје. Да ти кажам право, во 20 и некоја година за Македонија важеа некои други, башка закони, некако за останатото кралство. Полицијата и жандармеријата и власта, таму не му се мислеше многу, дал ќе го употреби пендрекот или нешто пострашно. Тие краишта прво ги викаа Нова Србија, а подосна Јужна Србија. И додека ние мислевме дека ги ослободивме од турците, тие самите нешто друго си мислеа. Во Скопје во тоа време можеше да бираш шо ти е кејф. Сакаш кафеана, сакаш куплерај.
Близу железничката станица беше една цела мала улица полна со куплерај. Куплер мајсторот беше еден македонец, Чичко Трпко. Девојките имаа некои чудни имиња, кој знае дали баш така се викаа. Често бев муштерија кај една Роса, женска ипол. Сите мастрафи ги знаеше. А после дојде и некоја Дара, барем јас како таква ја паметам. Од онаа страна на Вардар беше чаршијата, а во неа се сами дуќанчиња и кафанчиња. Таму свиреше еден цигарски оркестар со госн Ѓоко капелникот на чело. Офицерите ретко наминуваа таму. Тие се собираа карши офицерскиот дом во хотел Македонија. Хотелот го држеше газда Тривке, едно мало ќелаво човече со залижани мустаќи, ко некој мачор, Боже ме прости. Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero y te querré, y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós. ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo? Ова е кино Вардар. Некогаш скопските тинејџери бегале од часови за да овде ги фатат првите кино утро проекти. Денес кината се празни по цели денови, така да ние можеме да го снимаме досие Скопје на раат. Кинопроекција во Скопје се одржувале тук-там чак пат уште од почетокот на векот, но вистинска експанзија киното доживуваат во 20-тите години. Во 1921 година некој си хотелиер по име Властимир Милкич го отворил киното Балкан. Кинопроекции се одржували во пивницата Зрински, Арно Амата изгорела во 26-та година. Најмодерно кино било киното Аполо. Тоа било прво кино со номерирани седишта и прво кино во кое било забрането да се внесуваат стенки, пиво и сандвичи. Киното Аполо немало air condition, пошто air condition се уште не бил измислен, но затоа на покривот постоела кинотераса која била наменета за проекции во топлите летни ноќи. Во тоа време, да одиш во кино било ефтенин. Колекционерите собирале разгледници со Рудо Валентино или фотографии на Чарли Чаплин. Но најголем шизик бил оној кој имал слика на Мевес. Во тоа време таа била кој што е денес Памела Андерсон. Ниден друг настан нема да остане запаметен, но како што се памети божикната проекција во новото кино Вардар, 1930 година, тогаш е прикажан Дама од тротоарот, првиот звучен филм кој го виделе скопските филмофили. Право да ти кажам, не можам да запамтам филмови кои сум видел, сум гледал, ама сум запамтил што највише еден филм имаше, се даваше, што викала Ариу, 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 знаеш, еше по Скопје, имаше еден Бошко у опера, у позориште беше као глумец, он таа работа викаше и ја. Ќе се најдеме у парк, он на еден страна на парк вика, ја од другава страна викам на парк, имав и ја таков силен глас. Обично кобојски филмови, тя се највише се сеќаме. Што микс и што ти ја знам, тие најболje се сеќаме. Не се сеќам, се каубојски, све гангстерски филми. Ал Капоне и не знам што таму, Џон Делингер и така. Па Шарло Шаплин, демек и не можам се да ги знам ја, али Шарло Шаплин тој заебант. Али сакаш, знаеш? Пати Паташон и кој имаше još Харол Лойд со очилата негови таму. Имаше ратни филмови, тепање едно друго, после све латиница пишуеше, ние латиница не знаевме тоа да читаме. Гледаш слики, гледаш едно друго, тоа беше. Две кина имаше. Кино Вардар, кино Балкан бева чувени. И тамо народ одеше. Тогаш немало толку кина, као сега, напредак, тоа, немало толку. Тогаш бева 2-3 кина, да речеме, тие бева. Киното во тоа време беше многу скапо за нас. Ја за
100 паре, за 50 пари, имав 9 чапчиња семки. Овие за грицкање. Семенки, 9 чапчиња. Ако го натиснеш продавачот, добиваш и 10-та. Без да стави прст натре кога ќе го пуни чапчето. Знаеш, кога дете, оно ти интересува тоа, да ме интересите љубав. Голем Кинг Конг, мајмунот имаше на площад. И почна они да мумрат, јас сум се исплашил толку, сметајќи дека мајмунот ќе искачи. Да, многу се исплашил. Кино. Киното е еден од најстарите скопски феномени. Кината денес у Скопје изумираат како диносаурусите кај Спилберг. Али на времето не те признавале за фрајер у Скопје ако не си бил филмски образов. Например, мене една женска ме остави зашто не сум го гледал Стаза слонова со Стюарт Гренџер и... Кај беше? Елизабет Тејлор у главна улога. Друго, киното е прва демократска институција во овој град. У кино си можел да ги правиш сите оние работи што не си смел да ги правиш дома. Да си купиш семки па да си ги грицкаш. Да си однесеш женска па да си ја фаќкаш. Да идеш без женска па да ги заебаваш оние што дошле со женска. Да си го гледал филмот унапред па да им кажеш на оние што не го гледале што ќе се случи. Да дофрлуваш разни духовитости, да го вреѓаш киноапаратерот и слично. Друго, у кино или на филм животот не е како у живот. Таму секогаш правдата победува. Брус Ли никад не умира. Джеймс Бонд ќарува стално најбољи женски. Гари Купер потегнува. Индиана Джонс на крајот се спасува. Чарло Чаплин секогаш испаѓа по паметен од други. Значи, на филм можеш да си избереш јунак и да си навиваш за него без да те разочара. А у живот друго. На филм, кога те снимаат, стануваш автоматски славен. Автоматски идеш у Холивуд. Автоматски добијаш најбоја кола, најбоја женска. Решено стамбено питање. А кога те снимаат за телевизија, те пуштаат у досие Скопје и автоматски се ти е исто кој што ти било и порано. Пате, да ти не знам филмот да ти е кино. Скопјанец на деценијата за ова епизода е Никола Мартиновски, најлуцидниот примерок на македонското современо сликарство. Никола Мартиновски е роден во Крушево, 5 дена по пропаста на Крушевската република. Неговото семејство се доселува во Скопје, каде што тој го завршува своето училиште и станува асистент на зоографот Папрадишки. Од 1920 до 1927 година се школува на Букурешката школа за ликовни уметности. Романската влада му нуди 2-годишна стипендија во Париз, под услов да го прифати нивното државјанство. Никола одбива, со образложение дека е длабоко поврзан со Македонија. Престојот во Париз го плаќа самиот, живе во близината на Монпарнас, се дружи со авангардни сликари. Во Скопје се враќа како созрен уметник, формира своје ателје, ја отвара јавната кафеана Океан. Станува прво име на македонското сликарство и голман на фудбалскиот клуб Граѓански. За себе еднаш изјавил: во Скопје нема мецени, публиката е индиферентна кон уметноста. Во моето ателје ретко наминуваат љубители на сликарството. Ако кога некој би наречал слика, тоа би било сензација. Во Скопје е многу тешко да се работи, но јас сепак работам. Уперно, страстно и тврдоглаво.
Праисторијата на аеробикот во Скопје започнува во 1927 година со изградба на првиот соколски дом, така наречена Соколана. Во Соколаната вежбале 38 гимнастичари и 20 гимнастичарки. Интересен е податокот дека католичката бискупија во Скопје остро протестирала против овој вид спорт, затоа што според нив вежбачите и вежбачиците биле оскудно облечени, тоест бајаги разголени при вежбање. Те со тоа ја потикнувале скопската младина на сексуален неморал. Според мене, еден сосема поинаков концепт на вежба. Во 20-тите години во Скопје станува популарна женската игра хазена. Хазената имала слични правила како и фудбалот со мали разлики. Наместо со нога се играло со рака. Така да слободно може да се каже дека тогашните хазени биле пионерки на македонскиот рак. Во 20-тите години во градот биле донесени и првите скии, пошто биле организирани скијачки екскурзии над Матка. Сите оние што немале скии биле сметани за тотални антишизици. Сега, да се бидеме искрени. Во тоа време во Скопје најпопуларен спорт бил фудбалот, а 50% од публиката биле жени, затоа што фудбалерите биле најзгодните дечки во градот. Фудбал беше забава, беше за многу луѓе дури и мотив на живење. За него се зборуваше по мејаните, по улиците, по сокаците. Едина омладината што можеше само тоа, да фудбал или у Соколи да иде. Па фудбал и Соколана, друго немаше ништо. Едни идат у Соколана вежбаат, нели? Овие физкултура што си вежбаат, на? Вежби, како да кажам, овие гимнастички вежби. Абе Соколана тоа како што идат разбој да вежбаат, нели? Како сега што вежбаат разбој од страната. Имаше слетови и тоа време, се одржаваа слетови. А тоа разбојот на железо, па се нишаш, па качуваш склопка, правиш мала, па голема, па се вртиш по 2-3 пути и така. Омладина мораше некако да се заташка, да не дојде до некакви гужви, непријатности. И онда се дада на фудбал. Имаше, ССК беше, па граѓански беше, па Партал Победа, после Југ Бидна, па Спартак имаше, турците имава добар Спартак у прва лига беа. Спартак, Хајдук, Конкордија. Па друга лига беше Балкан, Слога, па Вардар Стопански, па Ориент имаше надоле. Најболи играчи тогаш беа од граѓански, после и братучен ми овој Шупче, Боро, и он играше десно крило у Југ. ССК беше тој Орце еден, кој заврши доктор, играше у центар у ССК, беше најпрочуено. И едно лево крило имава Ставре и тој цинцар беше, играше у ССК и он. Барух беше еврин, али многу убаво бранеше. После Кривашија, голман, Андреја Наленка, што го кажуе. И уште еден имаше македонец и голман од турците Спартак, Шајен го, како го викава? Речи го Швабата, Назим, Вуната, Ѓокица, Врањето, Мацан, Ецо, Глигур, Цаки, Асан Тасламан. После имаше и Љулјо еден, Цале, Никола, и други некои, мои школски другари, после почнаа во граѓански да играат. Ја не сум имал услов. Тука сите бева, кој Кондураджија, кој Шнајдер, кој Тислер, кој за речи, значи, кој на железница работи, работник и така натака. И дресовите си ги носат со себе, дома ги перат. Професионализам никаков. Фучко ни правеше кондури. Кондураджија, Фучко, чувени Фучко. Тоа смишле кај него да ни прави кондури 100 динара, чифт еден кондури. Стадионите пуни беа.
кој ќе внадеше игралиште. И тогај, кога ќе шутира некој силно, сме се воодушевувале од тоа. Толку сме разбирале од фудбал. Најважната споредна работа на светот. Ете, тоа беше фудбал. Тоа беше алфа и омега на друштveното живење и на Ново Мало и на Скопје. Мала, шкравај. Во успешна акција на скопската полиција е уапсен комунистичкиот агитатор Никола Палашев од Велес. Милош Милошевиќ, шофер на Вардар банка, се казнува со 150 динари заради пребрзо возење во центарот на градот. Потоа, заради исфрлање на ѓубре низ прозорец и тресење на чергите низ балконите, се казнува со 50 динари скопјанецот Никола Русков на улица Росоманска без број. Мала, допиши. Се уште се трага по скопјанката Мара Бунева, атентатор на скопскиот инспектор Прелич. Прелич е гуте па проте Вардар, тоа сум чул, знам. Он бил бог богова за Македонија овде. На полиција бил сигурно некој началник, ја тоа не ми е познато, оти сум бил помлад тој, а памтам и чув, прво е утепан Милан Генов, апотекар, третирајќи го како бугарофил. И после за освета, сигурно, дека организацијата која и како не ми е познато, ја викнале Мара Бунева, можда биле и она од таа организација, а слум чул дека и она работела кај него, као прислушкиња. Така сум чул, а не тврдам. И баш он дека крши Гранд Хотел, сега покрај Вардар, тука она го сочекуе, го убива. Денешниве скопјани одат на шопинг во Бевели Хилс, Бунјаковец и Бисер. Старите скопјани се шопингувале во пасажата Роести. Пасажот постоел некаде покрај киот на реката Вардар и бил собственост на познатото еврејско семејство Роести. Всушност, целиот оној крај покрај реката Вардар и тоа од камениот мост па се до спортскиот центар Кале бил познато како еврејско мало. Евреите се најстарата етничка група во Македонија. Живееле тука уште во античко време и во годината кога Колумбо решил да ја открива Америка, околу 300.000 евреи од Шпанија и од Португалија го населиле Балканскиот полуостров и секако Македонија. Во наредните неколку векови
Во Македонија се населиле евреи од Русија, од Германија и од Полска. Евреите живееле во одделно мало, нели еврејско мало, и си имали своја синагога и своја општина. Некои од побогатите евреи биле и финансиери на Илиндиската револуција, а дел од нив се бореле и во македонските партизански одреди. Старите скопјани ги паметат своите еврејски соседи како градска елита и носители на прогресот на нашиот град. Некои од најугледните скопски трговци биле евреи. Некои од најобразованите скопјани биле евреите. Најдобрите фудбалери во скопскиот клуб Граѓански биле евреи. Некои од најубавите куќи биле изградени од евреите и еврејското пејачко друштво важело за најдобар скопски хор. Во 20-те години еврејските интелектуалци го основале Скопското сионистичко здружение. Во чијшто рамки имало аматерски театар, литературен кружок и пинг-понг клуб. Македонија е една од ретките земји во која што антисемитизмот е непознат збор. Можеби затоа скопските евреи го чувствувале овој град како свој дом. Евреите, камо таа среќа да имаме 5 евреи овдека, трговци, ќе цвета ова Скопје наше. Тие беа големи бизнисмени, големи способни луѓе за трговија. Не разбирате? Способни, поштени. Преко мостука беше еврејско мало. Убави куќи имава они, али работеа. Не можеше да видиш ти евреин лош да биде. Само во трговијата он си знаеше сметката своја. Како грци во они беа исто, он нема да испушта човека да искочи од духин. Ке те онади и ке купиш. Имаш и као нас некој продава лимони, маслинки по улица со количе, лимони со количе. Имаш еден Андреја Бадрго викава така, тиква продаваше печена, това, ова. Това е. Ја речимо знам еден евреј кој беше наш комшија. Името му беше Ашер Ашер, беше војни апотекар. Неговиот син, Моис, ние го викаме на скратено Моско, кој беше едно живо, темпераментно дете. И се сеќавам на зборовите, мајка му една грлата жена, и ќе го викнеше од балкон горе, Мој! Он вика, варива Нукеру! Он вика, Нукеру! Што значеше тоа, ја не знам. Али знам дека беше апотекар. Мислам, зборува прошлиот пат за Арие. Банка имаше своја евреин. И кај Црниче горе и имаше своја вила. Може вилата ми се чини уште постои. Това Данило рече дека треба да се види и така натака. Пишани сведоштва за еврејките и нивната легендарна убавина постојат и во македонската љубовна поезија, како на пример во песната во која православната мома го изразува восхитот кон убавата еврејка. Рашетав, мајко, прошетав, низ тие тесни сокаци, низ тие кални калдерми, низ тоа мало еврејско. Си видов моме еврејче, на висок диван седеше, руса си коса чешлаше, бело си лице белеше, корална уста црвеше. Пукнала мајко треснала, зошто ме роди девојче, зошто ме момче не роди да зема мома еврејка. Во 20-тите години во Скопје се родило оној скопски сеирџиски дух, заради кој ден денес си го сакаме градот. Во тоа време се удрени темелите на денешните скопски фраери, скопски женски, скопски махери, скопски иледжии, скопски филозофи, скопски суруши, скопски шизици. Една плејада на скопски титули за кои многу тешко се добива диплома, ама кој еднаш ќе ја добиеш ти трае до крајот на животот. Ова беше Досие Скопје, неофицијална хроника на еден град. Се гледаме во наредната епизода.
krutka, teška, tuđ ti je moj odglas. Proleta si, odi od nas. Gasne si od žar, onoj zvezden dan, nosi gorčliv zdiv pomeđu nas. Ako treba, draga, stopi me od tada, no zapri se, pogledaj me, kaži nešto, draga, pa makar i laga, nasmeni se, naludi se. Samo jedan zbor mi treba, svetu moj, da prezemam to pregrad svoj. Ako treba, draga, stopi me od taga, no zapri se, pogledaj me, kaži nešto, draga, pa makar i laga, nasmeni se, naludi se. Samo jedan zbor mi treba, svetu moj, da prezemam to pregrad Stojiš tuka pokraj zidov, solzat oči tvoj, dopir me čuvstvuvaš moj. Denot nosi smer, eve go na prag, zemi go pregrni